Ако се оценува според дискусиите на советниците, членови на одделни комисии кои подробно расправаат за предлог програмите и планираните буџетски средства за спортот и за културата во наредната 2018 година, тогаш може да се очекува значаен и квалитетен исчекор во двете области. Единствената и основна бариера на тој пат се ограничените финансиски средства, кои се само малку поголеми од оние што се реализирани во таковната 2017 година. Токму таа бариера доведе до неприфаќање на предлог програмата за спорт на четвртата седница, поради што дојде до додатно расетнување и прелевање од една сметка на друга на сиромашниот спортски денар, кој како таков ќе им биде понуден на советниците на петата седница. Од тоа најмногу профитираше ГФК Осогово, кој од првичниот буџет од 700.000 денари со корекциите доби додатни 150.000 или вкупно 850.000 денари. Но само привидно, бидејќи управата на второлигашот бараше над 5 милиони денари, а ќе биде 6 пати помалку. Од тој аспект гледано, поедини мали клубови кои добиле дури 80% од браните средства, практично најквалитетно си го решили финансирањето за 2018 година. Во рамките на спортските теми околу кои се дискутираше на комисиите, советникот Венко Крстевски направи интересна паралела дека претходната власт изборите ги изгубила со катастрофална разлика поради малите средства кои ги издвојуваше за спортот и културата како своевидна казна од граѓаните. Таквата дискусија советникот од опозицијата Јордан Димитров ја нарече весела математика. Ако се оди по таа логика, тогаш доколку по изгласувањето на буџетот на општината во чии рамки се и буџетите за спорт и култура се организираат нови избори, може да се очекува дека нивниот исход ќе биде сосема извесен.